Здраво Охрид, сега денеска се собравме тука, излеговме навор малцен полиците на Охрид, да видиме што охриѓаните мислат за љубовта, врските, како да разбираат љубовта и верували не, дали се заљубени. Пејме најдавме двајца кандидати, дечки, дојдете вамо, како се викаш ти? Джиджи. Како се викаш ти? Ромео. Како се викам ја? Не знам. Не знам ни јас. Добро, без разлика како се викам јас, сакаме да прашиме како охриѓаните ја замислуваат љубовта. Например, како ти, Джиджи Миджи, ја замислуваш љубовта? Преку срце. Јас преку љубовта. Значи, љубовта ја разбира преку љубовта. Многу романтично, многу интересно. Да ги прашиме, која е најголемата љубов која оние имаат искусено до сегашниот живот? Па со незе искусниот живот сум го поминал пред една година. Јас пред 3 месеци сум го поминал. Кога зборувате за љубов, дали мислите само на љубов помеѓу дечко и девојка или ви текнува нешто друго на памет? Па ми текнува. Например, што? Да љубоморен да не сум. Мислите повеќе на тоа дали кога ќе ти каже некој љубов, дали ти текнува можеби на љубовта на тебе кон твојата мајка, татко, брат, на љубовта кон твојот другар можеби, на љубовта кон Бог можеби, на некоја друга љубов или само дечко и девојка? Не, туку во секого. Љубов. Посакам мир да има во целиот свет. Да се дружат, да не се караат пијаници, наркомани. Како мислиш дека може да се постигне таа љубов? Па да ви кажам со преку љубовта може да до мир да дојде до све убаво. Вие што мислите? Јас мислам многу мразам наркомани, пијаници, други такви што колошари и друго. И други многу мразам такви работи. Дали има начин да се љубат и клошарите? Немат начин. И што мислите вие, што треба да, како треба општеството да постапи со клошарите? Да се понашат убаво, дека тие не се понашат. Добро, и последно прашање за вас. Дали може сами да си го измислите, дали можеш ти нешто да го прашаш него за љубовта, а потом он тебе? Било како прашање за љубовта или за врските? Еве, нати го микрофонот, сега ти ќе го интервјуираш твојот другар. Фала многу. Ја поздравувам публиката на целиот свет. Како прв пат кога се виде со твојата женска, како се понашаше? Јас се понашав многу озбилно. Затоа, како прв пат кога се видовте, како ви кажам, љубовта како почна да се зближувате. Јас први не ја прашав дали може да се запознаеме и таа ми рече може. И така, и другиот ден излеговме. Браво, салал да ти е. Мора сега така
интервенција. Честито. Ите. Ти како се запознај од Првин? Кај беше? Па се шетав по чаршија, видов на прв поглед. Ојдов до Канезе и реков дали може да се запознаеме. Та рече може. Јас се запознав и му реков другиот ден ке може да се најме, ке може. И така познавме дечка и девојка. Чао. Фала многу.